414 сообраќајни несреќи. Само последните 3 недели имаме дури 10 жртви на патиштата, а Гордана Јанкуловска и Министерството на внатрешни работи на јавни собири дебатираат за сообраќајна култура. По ова официјално признание на надлежните институции бараме од Министерството на внатрешни работи да соопшти во колку случаи факторот патна инфраструктура бил причина за човечките жртви. За тоа какви се патиштата во Македонија, говори и фактот дека во Македонија имаме дури 169 црни дупки на патиштата. Гордана Јанкуловска е партнерот на Никола Груевски во креирањето на катастрофалните политики, со кои што се инвестира во музеи и споменици, наместо во зачувување на човечките животи. Оваа власт за 7 години успеа да изгради само 7 километри автопат. Дури во 8-та година од владењето најави изградба на автопатишта, и тоа со кредит од Кина, по цена на чинење за 2 до 3 пати поголема од реалната цена по километар автопат. Проценките говорат дека новото задолжување ќе изнесува околу 800 милиони евра, а јавниот долг на државата ќе достигне во висина од 40% од бруто домашниот производ. Укажуваме на тоа дека Европската унија со години назад ни нуди неповратни средства од ИПА предпристапните фондови за модернизација на транспортната инфраструктура. За жал, последните најави на Европската унија се дека планираните грантови за развој на транспортната инфраструктура, кои што за периодот 2007-2013 година изнесува 109 милиони евра, за следниот период ќе бидат намалени на дури 40%. Прашуваме зошто владата и Груевски ги оставија неискористени овие неповратни ИПА фондови во последните 7 години. Само за споредба, патната инфраструктура на Хрватска, например, во моментов представува научна фантастика за македонската влада. Владењето на Груевски ја остава Македонија и зад Албанија, Црна Гора, а во последно време и Косово, кои што во последните години интензивно инвестираат во изградба на модерни автопатишта по сите светски стандарди. Еден од главните приоритети на идната влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе бидат капиталните инвестиции во изградба на нови автопатишта во Македонија. Дополнително, покрај обновата и изградбата на новите патишта, во предлог програмата на СДСМ имаме предвидено и мерки за изградба на систем за заштита на автопатиштата, сигнализација и систем за дојава и СОС на автопатот. Благодарам, доколку имате дополнителни прашања, појдете.